Христос помеѓу нас, почитувани браќа и сестри. Јас сум отец Дејан, парохиски свештеник при Македонската православна црква Свети Никола во Тотова, Њу Џерси, а ова е прво од серијата на видеа во која што ќе читаме и толкуваме евангелски текстови. Целта на овие видеа е поблиску да се запознаеме со библиските текстови, нивното контекстуално толкување, како и нивната духовна примена во секојдневните животи. Човечкиот збор има голема сила. Со еден негативен збор на човек може да му го уништиме денот, па и целата недела. Со една негативна реченица може да му ја уништиме кариерата, угледот, па и семејството. Но и обратно, со еден убав збор на човек може да му го разубавиме денот, па и целата недела. И со една убава реченица, со една добра препорака, може да го подигнеме во животот, кариерата и општо во семејството. Ако човечкиот збор има толку голема сила, колку повеќе зборот Божи со кој што тој ги создаде световите. И рече Бог: нека биде светлина, нека биде свод, нека бидат планети, галаксии, нека биде живот, нека биде човек. И сето тоа се создаде. Господ Исус Христос, кој што и самиот е Слово Божјо, преку збор мртви воскреснуваше, болни исцелуваше, бури стевнуваше и на оние кои што беа потиштени, надеж им даваше. Божјиот збор создава, исцелува и дава живот. Евангелските текстови, како и целиот запишан збор Божи, историски се покажале како непресушен извор на Божја сила за промена на животите на подобро. Скоро и да нема пример ке раните црковни оци на кои што Словото Божјо не им го трансформирало и осмислило животот на подобро. Духовната пракса пак на првите христијани била натопена во молитви од евангелските текстови, псалмите и целото запишано Слово Божјо. И сите тие од собствено искуство сведочат за оваа преобразувачка моќ која што доаѓа токму од Словото Божјо примено во човечкото срце. И од тука жално е што модерниот човек не наоѓа време, барем неколку минутки во денот или во неделата, да проведе во читање или слушање на Словото Божјо. И тоа да го затопли неговото срце или да ја размрда неговата вера која што може би затаила. А тоа е затоа што за мнозина денес запишаниот збор Божи го изгубил своето значење. На Библијата денес се гледа како на некаква архаична книга, зборник на нерелевантни текстови од некои минати времења. А сепак, токму тој збор Божи е докажан извор на духовна промена во човечките животи. Тој е динамичен и двигателен фактор на кој што ако му дозволиме, духовно и телесно ќе не издигне и ќе не воведе во богопознание и вечен живот. Во ова прво видео ќе читаме и толкуваме еден текст кој што зборува за искуственото познавање на Бога преку Словото Божјо и Евхаристијата, кои што пак се двата основни елементи на секоја божанствена литургија. Ако некој е заинтересиран да го спознае Бога на подлабок начин, кој што го надминува квази религиозното, интелектуалното, историското и енциклопедиското познавање на Бога, тогаш ова видео може да ви биде од корист. Да не должиме многу да го послушаме Светото Евангелие. Да внимаваме. На патот кон Емаус. Во истиот ден, двајца од нив одеа во едно село по име Емаус, кое беше оддалечено од Ерусалим 60 стадии. Изборуваа меѓу себе за сите овие настани. И додека се расправаа и разговараа еден со друг, самиот Исус се приближи и одеше со нив. Но очите им се замрежија за да не го познаат. А тој им рече: Какви се тие зборови што ги разменувате меѓу себе одејќи? И зошто сте нажалени? Тие му одговорија: Она што се случи со Исус од Назарет, кој беше пророк, силен на дело и на слово пред Бога и пред сиот народ. Дека нашите првосвештеници и управници го предадоа да биде осуден на смрт и го распнаа. А ние се надевавме дека е тој оној што треба да го откупи Израил, но и покрај сето тоа, денес е веќе трет ден откако се случи ова. А и некои жени од нашите не вџашија, тие биле рано на гробот и не го нашле телото негово. И кога се вратија, рекоа дека им се јавиле ангели и дека им кажале дека е тој жив. Тогаш им рече: О, безумни, срцето ви е споро за да поверувате во се што рекле пророците. Не требаше ли така да пострада Христос и да влезе во својата слава? Па како почна од Мојсе и од сите пророци, им зборуваше што е кажано за него во целото писмо.
И тие се приближија до селото во кое одеа, а тој се направи како да сака да продолжи. Но тие го задржаа, велејќи: Остани со нас, зашто денот одмина и наскоро ќе се стемни. Тој влезе и остана со нив. А кога седеше со нив на трпеза, зеде леп, го благослови, го прекрши и им подаде. Тогаш им се отворија очите и тие го познаа, но тој стана невидлив за нив. И си рекоа еден на друг: Зар не гореа срцата наши кога ни зборуваше по патот и кога ни го објаснуваше писмото? Нема човек кој што понекогаш не посакува да бил сведок на клучни настани од минатото. Да сме имале шанса од прва рака да дознаеме како точно се случиле настаните. Многу од нас, христијаните, би сакале да имаме шанса да бидеме во времето на Господ Исус Христос и апостолите, да го видиме како изгледа, каде оди, како го воскреснува мртвиот Лазар, како ја стивнува бурата, како оди по водата, како исцелува некој од болните. Но од текстот кој што го слушнавме, гледаме дека за првите следбеници, за Клеопа и неговиот сопатник, физичкото присуство и телесното сведоштво не само што не беа од корист, туку напротив, беа пречка. Тие не можеа да го препознаат. А не можеа да го препознаат токму затоа што инсистираа на телесното и на видливото. Како и другите Христови следбеници, тие од него очекуваа да биде револуционер, да ги ослободи од римската окупација, а не спасител кој што ќе ги ослободи од робството на гревот. На овие двајца ученици, иако беа до него, очите им беа замрежени и не можеа да го препознаат. И никој да не мисли дека овој текст заговара некаков ефтин магионичарски трик. Нивните очи беа сосем во ред. Христос беше покрај нив и тие беа физички и умствено здрави. Она што им недостасуваше беше пореметената перцепција на нивните духовни сетила. Нивните духовни очи, со кои што требаше да го препознаат не Христос распнатиот, туку Христос воскреснатиот, тие им беа замрежени. Светиот апостол Павле и целата рана христијанска традиција ни зборува за потребата на ревитализирање на овие внатрешни духовни сетила. Зборува за обновување на внатрешниот човек, за обновување на внатрешното срце, на внатрешните очи, со кои што единствено можеме да го спознаеме вечниот Бог. Тоа што овие двајца следбеници беа до Христа, многу малку им користеше. И истиот принцип важи за секој човек до ден денес, без оглед во кој временски период живеел. Доколку сакаме да го спознаеме вистински, ние мора духовно да му пристапиме, затоа што Бог е дух и единствен начин како ние можеме да го разбереме е во дух и вистина. Ако останеме само на видливото и физичкото, тогаш, како и овие двајца следбеници, нема да може да го препознаеме. Ќе го гледаме, но суштински нема да го познаваме, затоа што духовните очи ни се замрежени. Ова е единствено можно преку обнова на внатрешниот духовен човек, преку ревитализирање на внатрешните духовни сетила, преку обновување на очите на срцето. За да им помогне да го надминат овај нивни духовен хендикеп, заспаноста на нивните духовни сетила, Христос воспостави два принципи. Тој прво ги разгоре нивните срца преку читање и толкување на светите писма. Им читаше стихови од светите писма, она што денес го нарекуваме Стар Завет, и ги толкуваше во светло на новонастанатата реалност на неговото воскресение и победата над смртта и над гревот. И внимавајте, кога тие го слушаа словото протолкувано, самите сведочат дека нивните срца гореа. А тоа е затоа што Словото Божјо е животодавно и го оживува внатрешниот духовен човек. Вториот принцип преку кој што Господ Исус Христос им помогна да го видат во вистинско светло е преку раскршувањето на лебот. Кога влезе во нивниот дом во Емаус, седна да вечераат и на крајот го раскрши лебот и им го раздаде да јадат. Раскршувањето на лебот како новонастаната реалност на неговото присуство, Христос ја воспостави пред неколку дена на тајната вечера. А за овие двајца ученици, ова беше моментот на духовно пробудување. Преку Словото Божјо, нивните срца се разгореа и се подготвија за духовно искуство, а преку Евхаристијата, преку раскршувањето на лебот, тие целосно го препознаа затоа што нивните очи се отворија. И тогаш Христос исчезна од пред нивните очи. И повторно, никој да не мисли дека ова е некаков ефтин магионичарски трик со кој што Христос се појавува и исчезнува со цел да направи некаков поголем впечаток.
Духовната димензија која што Христос овде ја постави има космички размери. Христос физички исчезна од нивните очи, но неговото преобразувачко присуство останува во Словото и Евхаристијата се до крајот на времето. И после ова, никој нема потреба физички да го гледа Господ Исус Христос. Очигледно од тоа скоро и да нема полза. Но на секого му е потребно духовно да го искуси живиот Бог. Не онаков како што ние мислиме, туку онаков како што ни е потребен. Не распнат, туку воскреснат. Не во тело, туку во дух и вистина. Оваа случка на патот за Емаус ни укажува на неопходноста на личниот духовен опит. Фактите, информациите, телесната и физичката присутност едноставно не се доволни. Потребна е внатрешна промена, потребно е оживување на внатрешните духовни сетила кои единствено стануваат преку слушање на Словото Божјо и преку примање на Светата Евхаристија, Светата причест. Во недела повторно ќе се служи литургија, ќе се проповеда Словото Божјо и ќе се нуди причест. Ве охрабрувам да се подготвите и да ја искористите оваа прилика Словото Божјо да ги размрда вашите внатрешни духовни сетила, да го пробуди вашиот внатрешен духовен човек, а Светата Евхаристија и причеста да ви помогне вистински и суштински да го препознаете живиот Бог. Господ Бог да ве облие со благодат и милост, да ви го промени вашиот живот на позитивно, духовно и телесно да ве издигне, да ви даде нова животна сила, нова надеж и нов правец во животот. Благодата на нашиот Господ Исус Христос, љубовта на Бога Отецот и заедницата со Светиот Дух нека бидат со сите вас.